трагот за оваа актерска екипа или како да кажам, театарска екипа која што ни пристигна во студиото од Куманово. Вечерва ја имаат првата реприза, а изминативе денови веќе 3 премиери. Така ни откривте, да. Марко веројатно не знае што е ден, што е ноќ од тоа што... И кој ден е. И кој ден е. Од богатиот ангажман кој што ги има за потребите на представата Калигула, бидејќи ова за него е носичката улога, така ми рече, веројатно и животна. И среќна година, 2025. Да, Марко Трајковиќ до мене и режисерот Ѓорги Ризевски, кој што е всушност режисер на Калигула, која што блесна на кумановската театарска сцена пред само една недела. Добро утро, дојдовте. Добро утро. Благодариме на поканата. Како е во Куманово? Исто како во Скопје. Што значи тоа? Како е во Куманово, што значи прашањето исто, мислам. Вие работите, ние работиме ден ноќ во театар, за среќа нема прозорци, како во казино исто нема ни часовници, да не знаеш колку време си на проба. И така. Значи интересно. Да, што значи дека, како би рекле, актерството или играњето улоги во одредени представи, не можете да го измерите со време, поточно времето така брзо поминува, што значи дека, како велиме, или теорија на релативитетот. Не знам дали поминува брзо времето, здравието брзо поминува. Тоа можам да кажам. Кога имаш професија, времето брзо поминува. Кога имаш работа, времето споро поминува. Така е, да. Ние секогаш го одбираме тоа првото, така? И привилегија или задоволство е да се работи таква работа, а веројатно она кој што го кажувате во дел од вашите изјави или интервјуа поврзани со представата Калигула е нешто кое што констатирате дека е ваше исполнување, да речеме, или желба која што досега сте имали, и тоа е некој начин исполнување во кариерата која веројатно има уште сигурно блескава иднина, но ајде да позборуваме само за и на почетокот за впечатоците од самата премиера, па потоа ќе потенцираме и за репризата во однос на тоа што веројатно заинтересираноста е голема, бројот на присутни, односно публика е ограничен. Почнете. Да, имавме 3 премиери, како што напоменавте, и поминавме прекрасно. Вечерва е петата изведба на представата, многу сме горди бидејќи има многу интерес и веќе и наредната изведба е распродадена и наредната скоро ќе биде распродадена, што значи дека представата добро одекна кај публиката, тоа е најдобрата реклама и најубаво нешто што може да се случи за представата е зборот од човек на човек. Не постои подобра реклама. Колку и ние сега да рекламираме, реално тоа е најискрената. Тоа што го доживува публиката и што потоа го раскажува, нели? Да, тоа е многу важно, особено кога не работиш нешто за да задоволиш публиката. Веќе Калигула не го правиме бидејќи така сака народот, како што многу често знаат некои луѓе во театарскиот менеджмент да кажат ќе правиме нешто пошто така сака народот. Што сметате дека би ја привлекле публиката? Да, нели и народот не сакал Кирил и Методи да дојдат и да образуваат рајот, нели? Исто така и Климент и сите други просветители, но дошле, донеле нешто за да може да напредне општеството. Така и генерално ние не работевме нешто за да ги задоволиме барањата и очекувањата на луѓето. Напротив, представата предизвикува, непријатно е да се гледа на мощни моменти, има ситуации кои се непријатни, но ја долова вистината во општеството каде што живееме. Тоа е најбитно, иако е класичен текст кој е од така нели датира од многу и многу Калигули се поставени. Нашиот Калигула е современ и го носи своето време. Да, баш за тоа и Марко ќе ни раскаже како се пронајде во улогата на овој римски император кој што има доста контроверзии зад себе, но велите адаптирана изведбата за веројатно македонското поднебие и општеството и предизвиците со кои што нашиот народ се соочува секојдневно. Твоја животна улога, животно остварување, твоја веројатно 2025 година, но пред малку ми откри проект кој што веќе го чекаш 5 години. Така. Од првичната идеја до остварувањето 5 години изгледа. Да. Како низ овие 5 години се менуваше твојата перцепција за Калигула и како изгледа Калигула денес на сцената? Па сигурно изгледа многу поразлично од првичната идеја, која беше од 5 години. Тој проект само растеше и се менуваше. Ѓорѓе со мене поголемиот дел од тие 5 години, веќе 4 години откако сме правеле муабет, барав режисер кој би ја режирал, кој ќе ми помогне да ја остварам ова моја животна улога, можам да кажам. За ниједна улога до сега се немам толку вложено, ни психички, ни емотивно, ни физички.
Буквално оставив парчиња од себе на таа сценографија и мислам дека луѓето што ќе ја погледнат ќе го видат тоа во резултатот што го имаме на сцена. Што кажавте, Калигула адаптиран за македонското поднебје, адаптиран е за светското поднебје моментално. Значи и луѓето, а посебно во Куманово, каде што е поставена, не се подготвени. До сега немаат виден оваков тип на театар кај нас. Во 77 години постоење, Калигула е нешто навистина дрско, што се осмеливме да го поставиме, и самиот наслов. Нема кој не знае за Калигула, си предизвикува интерес, така да и тоа е една добра реклама. Прашуваат луѓето, ке има ли коњи, ке има ли не знам што. Ке има сега. Ке има. Им кажуваш ке има, представата те носи на еден емотивен ролер костер. Има сцени кои се брутални, визуелно тешки за гледање, има сцени кои се преемотивни, има сцени кои се прекомични, има сцени кои се претрагични. Представата има повеќе елементи, не е само актерската игра која е ставена во прв план, има пеење, има танц, има рецитирање. Значи баш е спектакл, онака како што се пишуваше по медиумите, нешто што отскокнува од класична театарска изведба, така? Да, а посебно отскокнува за место како Куманово, каде што досега луѓето не виделе, велиш, такво нешто. Во Куманово не. Во Куманово не. Мислам дека да, по големите театарски фестивали каде што ни гостуваат представи од страна, Европски театар кога ќе ни дојде, тогаш доаѓаат и гледаат нешто слично на ова, ама кај нас како домашна продукција мислам дека ова е првото. Јас повторно ќе споменам публиката од причина што конкретно и за оваа представа, но и со оглед на бројката на оние кои што може да дојдат, видите, емотивно се чувствува тоа или актерската екипа и публиката која што на некој начин може да се поврзе така или да се добие тоа чувство на близко. Знаеме кога е многу поголема публиката и поголем бројот, можеби и се создава некоја дистанца, но кога станува збор за нешто по-малку, тогаш таа близкост ја има и може да се почувствува и публиката. Публиката кај нас е ставена на 1 метар од каде што играме, значи буквално го гледаш актерот пред тебе, ги гледаш сцените пред тебе, гледаш, можеш да ги намирисаш актерите како играат пред тебе. Самиот театар ти дава друго чувство, мислам, може да прсне некоја крв, некој песок на кај публика и од тоа не бегаме многу. Малку имавме шега со режисерот кога ќе излезе публиката да ги прашаш на која представа си бил, па на Калигула бевме, да ти кажам право. Добро игра. Да си однесат дел од Калигула дома со нив. Да се знае кај биле, на која представа. Ако зборуваме за нешто што често прашање кон актерите, а тоа е за условите кои што ги имаме во македонските театри генерално. Или немаме, да. Мотивацијата која што би требало да имаат актерите, освен улогите кои што им представуваат или речеме живот им значат, како е во ова всушност на вас, што друго може да мотивира или демотивира во вашата професија, и режисерска и актерска, ако зборуваме да, во овој процес работи фантастична екипа, од актерска екипа почнувајќи авторски тим, екипа која обслужува представата, сите се вложија премногу. И мотивацијата беше од старт огромна да се создаде представа по овие стандарди, би рекол, и затоа сите се вложија, имајќи го на ум, имајќи на ум целта што треба да постигнеме, и затоа од старт сите се вложија многу повеќе од кои што условите дозволуваат. Реално, за условите он ги почувствува повеќе, така да може да збори. Да, тешки беа условите, се разбира, за креација на самата представа, но што повеќе се бараше од екипата, толку повеќе се испорачуваше. Нема член на екипата, збориме и технички од уметнички сектор, кој не порасна 2-3 нивоа сам во својата професија, работејќи на овој проект. Значи, ако со Ѓорѓи ни беше идеја одамна ние да си пораснеме со овој проект, зборуваме професионално па и приватно, на некој начин си ги повлековме и останатите големиот. Колку луѓе сме во екипа? 30, 40? 40 луѓе сигурно. Колку публика, толку толку екипа за креација. Видиме, публиката е ограничена, само 50 нагледачи можат да ја гледаат представата. Вечерва е првата реприза, која што велите е распродадена, и некако логично се наметнува прашањето, некако сме на крај од театарската сезона, а вие излегувате со премиера. Веројатно оваа представа и во иднина ќе биде дел од репертоарот на Кумановски театар. Како кажаш? Кога? За изведби, за години?
А на Ѓорѓи планот е представата минимум 10 години да стои на репертоар. Зошто да не? Да. Зошто да не? Тоа се нема случајно. Плановите до сега се реализираат. 20 години стои изведба. 20 години стои изведба, да. Добро. Калигула не е направена само за кумановската публика, Калигула е направена Сметам и дека малку заслужува да ја излезе. види Се надеваме и ние светот. и ние се надеваме на тоа да ја прошетаме малку, да покажеме за што сме способни и на што сме буквално оставиле и здравие и жртва толку голема. Така, едва чекаме да не погледнат повеќе луѓе. А имате ли некоја во блиска иднина договорена средба со различен тип на публика? Ке има ли некое патување Може би летова? меѓународни театарски фестивали. Дефинитивно, да. Мојата идеја е да стигнеме до Јапонија, да ги поминеме сите континенти, да гостуваме многу и како што кажа Марко, да имаме 20 години и 100 изведби, така да секако да сите фестивали. Но ништо конкретно за летово дали можеме да најавиме? Да, па има конкретно веќе некои фестивали, но секако кога ќе ја објават програмите веќе. Сега не би зборувал во име на фестивалите кои треба да Да учествуваме, ми но кажеш и мене после емисија исто. да, Затоа што јас не знам дали. веќе има 3 фестивали кои се договорени, но сепак од почит према фестивалите кога они ќе се објават програмата тогаш. На некој начин би било официјално ние да споделиме. Добра, освен оваа прва реприза вечерва, ќе има ли уште неколку следни изведби? Да, изведба има на 26 Тоа е денес. И на наредниот 26 јуни. На 5 јуни е продадена. Добра. Денес на 26. Да. Мај, на 5 јуни е распродадена, а 26 јуни Скоро распродадена. Јули? Ја на јуни, јуни, добро. мај сме. Добро. Така да, и таа е скоро распродадена. Тие се датуми 26, 5 и 26. Да, и уште едно прашање, бидејќи ни дојдовте утрово од Куманово, сега се враќате нормално повторно во Куманово. Денот стартува порано, но вечерва има реприза на представата, која што подеднакво исто квалитетно треба да се одигра. Марко, колку тоа влијае во однос на енергијата што треба да се даде на цена, на квалитетот на актерската игра, односно толкувањето на улогата? Мојот фокус е само на Калигула. Значи, и додека сум на работа, и еве додека гостуваме тука, по ова заминуваме со Ѓорѓи на тренинг, физички, да се спремиме за вечерва. Ќе одиме, ќе повториме се што има од моментот кога влеговме во процесот, па дури пред да започне процесот, заминавме 3 дена во Рим заедно со Ѓорѓи малку да ја почувствуваме таа атмосфера, да се прошетаме по местата каде што навистина се шетал Калигула, да се ставиме, да кажам, во тој филм и уште немам излезено. Мојот фокус се уште е само на Калигула. Да, значи енергијата и се троши и се добива од актерството. Дефинитивно. И конкретно толкувањето на значајните улоги. Ви благодариме многу. Јас искрено верувам, некако и посакувам да ја погледнам Калигула, ако не во Куманово, верувам дека можеби и Скопје ќе го посетите. надеваме, да. Дефинитивно. Со почетокот од наредната театарска сезона, но верувам дека оваа представа која што заслужува да ја види светот и како што споменавте и Јапонија и сите останати континенти, така што со силни амбиции и желби ништо не е невозможно. Ви посакуваме навистина светот да слушне за вашата изведба на Калигула. Јапонија сигурно. Ви благодариме многу за гостувањето и посакуваме и успешно уште едно репризно издание вечерва. За сите оние кои што веќе имаат купено билети, веројатно ќе уживаат. За останатите, кога ќе се пополни бројот, да, веќе можеби на следна изведба.